Иван Огненовски е првиот пациент на кој му е извршена трансплантација на срце во државава, истиот е во стабилна состојба. Во епидемија од коронавирус македонското здравство ги освои срцата на граѓаните и со овој подвиг. Тимот на клиниката за државна кардиохирургија заедно со доктори од приватни клиники успешно ја изведоа операцијата со која срцето на Емилија Донева, која загина во сообраќајна несреќа, продолжи да чука и му го спаси животот на Иван. За своето искуство од операцијата во дневникот на ТВМ разговараме со доктор Маријан Шокаровски, кардиохирург на државната клиника во Скопје, инаку наш сограѓанин Охриѓанец. Добро ми дојде во дневникот. Маријан, каква е состојбата прво на пациентот Иван? Добар ден. Би сакал прво да ве поздравам вас како телевизија и да ги поздравам моите сограѓани, охриѓани кои што за цело време соживуваат, значи со нашето задоволство, со нашата радост, затоа што успешно се заврши, ја заокруживме фактички оваа голема интервенција, важна за сите нас, пред се и во македонското здравство и за сите граѓани во Република Македонија. Пациентот е вака ексклузивно, ќе ви кажам, од утрово е сосема стабилен, веќе е мобилизиран, значи веќе почна да се движи, го подигнавме, се уште е во единицата за интензивно лекување под цело време надзор, значи на неговите витални параметри. Започнавме со протоколарната терапија која што мора да ја прима сега во овој почетен период, а ќе мора да ја прима и во тек на целиот негов живот фактички. Така да стабилен е сега, за сега работите одат добро, задоволни сме, радосни сме што ете Иванчо доби шанса за втор живот, втор подарен живот фактички од благородниот донор. Така. Доктор Шокаровски, би сакал прво да се наблагодарам на семејството кое што стварно несебично се одлучи да ги дарува органите и да спаси еден живот. Тоа представува нешто највозвишено што не може да се опише со зборови, значи. Секоја чест. И би сакал да апелирал сите да размислат за овој благороден чин за воидни. Така. Да се вратиме во самиот тек на операцијата, имаше ли момент кој ќе ви остане во сеќавање, дали се беше цело време под контрола или имаше и тешки моменти? Секако, значи, овие интервенции пред се изведуваат обично во итни услови, во контролирани и итни услови најчесто. Значи, секој чекор мора добро да биде испланиран и двата тима кои ја вршат фактички, овој процес, ќе го наречам, почто две операции се во тек. Операцијата на експлантација, операцијата на трансплантација мора да бидат многу прецизно координирани и за околу извршувањето, времето и на вадење и транспорт на срцето, за да тоа срце не се оштети, бидејќи тоа е фактички главната цел за примателот, реципиентот да добие здраво срце кој ќе може да му служи понатака во живот. Рутински беше од една страна, затоа што на некој начин ние како тим сме обучени за таа интервенција. За време на мојот престој во Загреб на субспецијализација имам прилика во многу пати да присуствувам, да учествувам и да работам самостојно такви интервенции, така да рутински се изведе, меѓутоа возбудата, затоа што се прави за прв пат во нашата држава, беше посебна, значи чувството беше посебно. Знаете, при овие интервенции чувствата се поделени, како да ви кажам, од една страна загубата на еден живот, сочувството према тој живот, тагата за тој живот, а од друга страна па радоста дека тој еден живот ќе придонесе да му се помогне на друг живот да продолжи да функционира и живее нормално. Доктор Шокаровски, првава трансплантација на срце во нашава држава ја изведе мешан тим на доктори од јавното здравство и од приватни клиники.
Има ли капацитет и универзитетската клиника во Скопје ова сама да го направи ако има потреба од ресурси, од инфраструктура, од луѓе? Што е она што е потребно за тоа сами да можат на универзитетска клиника да го направат? Веднаш ќе ви кажам секако дека има, значи сите оние инфраструктурни, организациони работи се изведоа на нашата клиника. Знаете, тоа е еден огромен процес. Значи процесот на спремање, на припрема на оваа интервенција не почна сега. Значи ние веќе 2 години активно се спремаме за изведување на оваа интервенција. Тука се воведување на посебни протоколи светски по кои што би се лекувале, третирале овие пациенти и донорот и реципиентот. Тука се одредени инфраструктурни, да кажам, медицински апарати кои што мора да ги поседува секоја клиника. Тука се соодветни лекови кои што се прилично ретки, не така лесно се наоѓаат на пазарот во фармацијата и на крај мора да има тим кој што е обучен овие интервенции да ги изведува во секое можно време кога тоа ќе се изнуди. Тоа што беше формиран Нешови тим, тоа е само една додадена вредност и голем успех да се покаже дека уствари ние како држава имаме соодветни кадри и во приватното и во јавното здравство и може да се сплотат тие кадри во момент кога треба, уствари кога е тоа најважно за македонскиот народ да може да добие најквалитетна здравствена заштита. Доктор Шокаровски, на самиот почеток од разговоров и вие доста емотивно изреагиравте кога ја спомнавме дарителката, донорот кога го спомнавме и колку е развиена свеста за органодарителството во нашата држава и дали како заедница ние можеме да направиме нешто повеќе луѓето да се запознаат малку повеќе со самиот процес, со самата постапка? Значи, од сам старт ќе кажам, свеста на населението во Македонија се уште не е на доволно ниво, како веројатно тоа се должи на недоволна информираност, на недоволно вклученост на одредени, да кажам, фактори кои можат да влијат за подигнување на јавната свест што се однесува во органодарителството. Значи, постојат неколку невладини организации, меѓу нив ќе ги спомнам, значи, организацијата Храбро срце, во која членуваат сите болни со срцева терминална слабост, на кој што им е неопходен третман од ваков тип, значи, како би продолжиле нормално да живеат. Тие навистина многу ревносно се борат, морам да ги пофалам специјално нив, дека многу ревносно се борат кога е во прашање овој тип подигање на свеста. Ние мора да работиме и преку институциите, ние мора како доктори да апелираме директно на пациентите, а исто така мораат и властите и невладините организации на свој начин да придонесат за подигање на јавната свест. Јас тука не можам да ги прескокнам медиумите како најважен дел фактички, како спона меѓу јавноста и ние докторите и еве ќе ве замолам и вас да почнат поголема информираност што почесто, за да можеме што почесто да добиваме вакви убави вести, значи. Така. Да се биде кардиохирург не е само професија, туку и начин на живот и колку е можно доктор Шокаровски и Маријан да се одвојат и како се справувате со стресот, да ја одвоите професијата од приватниот живот. Можно ли е тоа? Значи, како кардиохирург, границата меѓу приватниот живот и мојата професија фактички и повикот не може да се стави баш линија која би ги одвоила тие две нешта. Значи, пред се професионалноста, алтруизмот, хуманоста, самопожртвуваноста, желбата за напредок и за целокупен развој и психолошки, и ментално, стручно, физички развој мора да бидат во секој момент на највисоко ниво. Значи, некогаш
некогаш тестирањето на физичката и менталната граница ни оди, некогаш мора да се даде малку повеќе од максимумот кој што ние го имаме. Така. Тренингот е многу битен, меѓутоа све тоа си има разбирањето од луѓето кои се околу тебе, фамилијата, моите најблиски, мојата сопруга, која што има неизмерно разбирање, е многу битно. Така. Плюс воспитувањето кое што сум го добил во животот е такво да се посветам само пожртвувано, само во име на зачувување и подигнување на здравјето и благосостојбата на моите и сограѓани, и пријатели, и сите луѓе кои ме познаваат и кои што не ме познаваат. За самиот крај од разговорот, доктор Шогаровски, што би им порачале на сите оние млади студенти по медицина кои што еден ден можеби ето се гледаат како хирурзи, како кардиохирурзи понатака во својот живот, што би им порачале? Што е она што е потребно за да се биде добар доктор? Повеќе фактори се важни. Јас прво ќе споменам дека Македонија има многу квалитетни млади доктори кои што се обучени, теоретски набиени со знаење. Доколку би се одлучиле на овој наистина многу важен позив, треба да знаат дека треба секогаш на првото место да стават само пожртвуваноста. Значи да бидат храбри во секој момент, да бидат јаки, да можат да во секој момент да го трнат приватниот живот и чувствата на страна како би можеле да одговорат онака како треба на оваа професија. Хуманоста, пак ќе кажам, значи желбата за напредок, за учење, за знаење, кривата на учење за кардиохирургија е малце подолга, патот е тежок, предизвиците се големи, како да кажам, кардиохирургијата често ја споредуваат со кралица на хирургијата. За да бидеш добар кардиохирург, значи мораш да ги совладаш хируршките вештини, мораш исто така многу добро да знаеш кардиологија и мораш исто така ги познаваш основите на лечењето во единиците за интензивно лекување. Тоа е процес клоп на теорија и пракса за кој што треба време и пожртвување. Мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Дневникот, да ви посакам уште многу вакви успешни операции, трансплантации, експлантации. Се надевам дека ќе се видиме во живо кога ќе помине целата оваа состојба со COVID-19. Ќе ни гостувате тука во ТВМ телевизија. Ви благодарам уште еднаш и поздрав до целиот тим од ТВМ телевизија, до сите вие кои што работите на Универзитетска клиника во Скопје. Ти благодарам. Ви благодарам и уште голем поздрав уште еднаш до моите пријатели. Јас сум горд што потекнувам и од таков град и од такво семејство кое што секојаш било расапнато на првни кадри од сите сфери на живењето. И ние сме горди што те имаме тебе, што си дел од тимот, а ние продолжуваме понатака, почитувани гледачи, на ред се вестите од светот.